Финансиската полиција го сомничи екс-градоначалникот на Сарај Блерин Беџети заедно со уште 7 лица за злоупотреба на службената положба, несовесно работење и фалсификување, откако на фирма од селото Глумово и било овозможено да добие дозвола за градба и покрај тоа што не поседувала соодветна документација. Постојат основи на сомнение дека пријавените лица вработени во општина Сарај, иако биле свесни дека за катастарската парцела не постои соодветен детален урбанистички план, со пречекорување на своите службени овластувања изготвиле и одобриле извод од план и одобрение за градба со невистините содржина, како и пресметки за комунали спротивно на законските прописи, а надзорниот инженер извршил технички преглед на објектот и изготвил завршен извештај со невистините содржина, информира финансиската полиција. Меѓу осомничените е едно лице кое било раководител на сектор во администрацијата на поранешната градоначалничка Данела Арсовска. Оттаму објаснуваат дека со незаконските дејства осомничените предизвикале штета од над 1,5 милион евра. Од обвинителството потврдуваат дека ја примиле пријавата. Додаваат дека веќе се превземаат дејствија на проверки без да изнесат повеќе детали. Скопје денеска одбележува 81 година од ослободувањето во Втората светска војна. Делегации од институции и организации одаваат почит и положуваат цвеќе на партизанските гробишта во Бутел, на алејата на заслужни граѓани и на споменикот Ослободители на Скопје на платото пред владината зграда. Настанот од утрово го следи колешката Ивана Соколович Најдова. Ја имаме во овие вести во живо. Ивана, што е програмата за денеска, што се случи досега, што очекуваме до крајот на денот? Така, Александар, Скопје денеска одбележува 81 година од ослободувањето во Втората светска војна. Како што спомена, програмата за одбележување на овој ден на главниот град започна со положување на цвеќења партизанските гробишта во Бутел, а централната прослава е овде пред владата на споменикот Ослободители на Скопје, која што ќе започне во 12 часот и 30 минути. Бројни организации, припадници на партизански здруженија, семејства на сега веќе починати партизани се дела од оваа манифестација. Ќе се положи цвеќе овде и ќе ги слушнеме обраќањата и пораките кои што ќе бидат упатени на денешниот 13 ноември. А веќе во текот на денот стигна и честитките од државниот врв. Премиерот Мицкоски на социјалните мрежи веќе сподели негова порака во која што го честита 13 ноември, велики дека нека духот на единството, достоинството, љубовта кон градот не води и понатаму да го чуваме и градиме Скопје како место на мир, култура и заедништво. Своја порака имаш и градоначалникот на градот Скопје, Орце Гергиевски, кој што исто така сподели дека веќе ја одржал традиционалната средба по повод 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје, со представници од градскиот одбор на Сојузот на борците од Народно-ослободителната антифашистичка војна на Македонија. И тој со своја честитка за градот вели дека оние херои кои што се бореа за идеја, достоинство и иднина за Скопје, какво што денес го имаме, е наша должност да ја чуваме нивната жртва, а со тоа ќе го градиме и Скопје како град на слободни, горди и обединети луѓе. Во оној дел на честитки кои што стигна од утро во своја честитки с партија Социјалистичката партија на Македонија, во која што вели дека жртвата на храбрите македонски борци од скопските партизански одреди уште повеќе останува наша светол патоказ за нашето Скопје, за Македонија и за нашите идни генерации. Како дел од чествувањето на 13 ноември предвидено и доделување на наградата 13 ноември, како која што е стандард за секоја година, а екипата на носител од утрово прошета по главниот град. Разговаравме со дел од повозрастните граѓани кои што се сеќаваат на приказните кои што ги слушале за слободно Скопје и велат дека денеска градот живее во полник и овие приказни кои што досега ги имале за себе веќе ги пренесуваат за идните генерации. Да слушнеме што 13 ноември представува за скопјани. Па јас сум стар скопјанец по фамилија, можеби 200-300 години, многу ми значи овој ден. Излеговме малце да видиме, прекрасна работа е направена во центарот, нели?
И сами сте сведоци на сето тоа, значи на добро иде работа. Мојот татко учествуваше во еден од баталјоните што го ослободувале Скопје. Иначе бугарин по потекло. Учествуваше во тие партизански одреди што го ослободуваа Скопје. Ја мислам дека подобро се живеело тогаш него сега. Имало мала, имало дружба, имало се, сега секој гледа сам за себе. Ви се допаѓа како Скопје денеска? Еве сега тоа го дискутираме со пријателите. А тоа Скопје, поготово 2014 проект што заслужува стварно внимание. Значи тогаш се ослободил Македонија. И сега, фала Богу, добри сме. Да, ова беа дел од пораките кои што Скопје ни ги упатија по повод 13 ноември, нивните сеќавања околу овој ден, а инаку на 13 септември од оној историски аспект пред 81 година борците од 42-та и 50-та дивизија на Народно-ослободителната македонска војска и 16-та македонска бригада го ослободија Скопје од фашистичка окупација. Според оние бројки кои што ги споделуваат историчарите, во борбите против антифашистичките окупатори, според проценките во Македонија загинале 33.000 луѓе, вклучувајќи и преку 7.000 македонски евреи кои што биле депортирани во Треблинка. Александар, како што споменав, на програма за чествување на 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје, продолжува со оваа централна манифестација овде пред владата на споменикот Ослободители на Скопје. Што ќе бидат испратени пораки и како граѓаните и оттука гледаат на денешниот ден, пренесуваме целосна слика во вестите во 16 часот. Да, Ивана, остануваш на терен да го проследиш и овој настан. Ги очекуваме деталите во попладневните изданија. Беше тоа Ивана Соколович Најдова. Љупчо Николовски очигледно не може да го разбере моето гостување во централниот дневник на ТВ Сител, каде јасно и прецизно за народот ја објасни целата ситуација, но толку му е капацитетот. Умот го користи исклучиво за криминал и ширење страф и паника кај земјоделците, вели министерот за земјоделство Цветан Трипуновски во објава на социјалните мрежи. Неговата политичка кариера е завршена, па вака со манипулации се обидува вештачки да се одржи во јавноста, брзо заборави што им порача на граѓаните на локалните избори пред скоро 2 недели. Со лаги и дезинформации не се владее. Повторувам, нема простор на загриженост. Брисел ја поздрави брзата реакција на владата за истражување на случувањата во агенцијата, порача Трипуновски. Неговата реакција следи откако вчера, по неговото гостување во тема на денот, екс-министерот за земјоделство Љупчо Николовски на социјалните мрежи од него побара оставка. Замислете, блокирани се 130 милиони евра европски пари, средства што требаше да донесат над 3000 нови бизниси и 10.000 нови вработувања, а тој зборува за глупости, демагогии и неосновани обвиненија. Овие пари не се бројка на хартија. Тоа требаше да бидат неповратни грантови за наши земјоделци, за млади луѓе кои вложиле труд, пари и надеж дека државата и Европа стојат зад нив, напиша Николовски. Трипуновски вчера во тема на денот објасни дека само 50 на договори кои што се во фаза на реализација од ИПАРД програмата се стопирани, додавајќи дека откако стапил на позицијата министер поднел серија документи до јавното обвинителство за наводно незаконско постапување на Николовски, додека тој бил министер, за што, како што вели обвинителите, се уште не реагираат. А на оваа тема утрово нова реакција од СДСМ, од партијата сметаат дека треба да се прошири истрагата, бидејќи прво осомничениот Стоилев бил председател на општинскиот огранок на ВМРО ДПМН во Свети Николи и бил пријател со кумашин на премиерот Мицкоски. Денес ќе објавиме серија на информации кои отвараат сериозни сомнежи дека мега скандалот со корупцијата во ИПАРД фондовите води директно во врвот на власта. Повеќе од јасно е дека овој скандал не е изолиран случај, туку само ја потврдува системската корупција која ДПМН ја воспоставило во агенцијата. Тоа не е изненадување. Историјата не учи дека секогаш кога е ВМРО ДПМН е на власт, секој скандал или злоупотреба е со амин на раководството на партијата. Еве како се поврзани сите во скандалот од власта, зашто мора итно да има проширување на истрагата. Имено Илија Стоилев, додека ја вршел функцијата директор на Агенцијата за финансиска поддршка, бил и активен председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Свети Николе.
Она што е интересно е дека Стоилев е близок пријател на Игор Миќев, викан Панкерот, кој пак е во кумска, односно кумашинска врска со премиерот Христијан Мицкоски. За студентите кои го испуштија рокот за пријавување за субвенциониран студентски оброк од 1 до 5 ноември, Министерството за образование и наука овозможува дополнителен рок за пријавување од денеска до 16 ноември. Од Министерството објаснуваат дека студентите треба да се пријават на порталот e-услуги и таму да ги пополнат соодветните формулари. Сите студенти кои го оствариле правото на студентски оброк ќе почнат да ги примаат средствата во месецот што следува по завршување на месецот во кој се пријавиле за правото на студентски оброк. За сите прашања поврзани со пријавувањето на корисниците, Министерството за образование обезбеди поддршка преку секторот за ученички и студентски стандард, се вели во соопштението кое што утрово го објавија од Министерството за образование. Овој блок содржини од нашата дописничка мрежа го почнуваме во Крушево, каде тројца српски витражисти донираа 2 витражи кои ги поставија на гробот каде што почива Тоше Проески. Нашиот прилепски дописник Дарко Штарговски беше во Крушево, од каде носи многу интересни детали за самиот процес на изработката, но и поврзаноста на донаторите со Тоше Проески и неговата музика. Драго Гањич, Сонја Јоковиќ и Весна, која што не сака да и се знае презимето, и тројцата од Сомбор, Србија, се донатори на 2 витражи, кои што се поставија на гробното место од Тоше во Крушево. Интересно е тоа што и Сонја и Драган во исто време го сонувале Тоше во бела облека на самиот ден кога се случи несреќата и тој загина во Хрватска. Што е занимљиво, јас сам имао сличан сан, исто е био белом, али е певао песму на пољско цвеќе. Де тај дан кад сам се ја лично пробудио и кад сам видел вести, не сам могу да веруем. Првиот витраж го носат тука во Крушево во 2012 година, но нема каде истиот да се постави и тој стои во депото на спомен домот на Тоше. Деновиве пристигна и вториот дел, со кој што се комплетира целата приказна и витражите се поставија на новиот објект на вечното почивалиште на Тоше. На витражите се напишани стиховите од песната Полско цвеќе, со која што Драган го сонувал на денот на неговата смрт. Двата витражи се работени некаде околу 5 до 6 месеци и навистина се врвно мајсторско дело, кое што повторно има своја приказна поврзана со Тоше. Сваки дел е stakla i slikan zapečen u peći, ali ima jedan deo koji je baš onako bio za ne verovati, za začuđujuće, a to je zadnji deo tog teksta Toše Proeskog, koji je otpevao od Poljsko cveće, da mi je 3 puta pucao u peći. I onda postali ste već skeptični. Za 35 godina kada radite taj vitraž da vam se to dešava, već znate kako se to radi. Može da pukne jednom, ali toliko ne. I onda sam seo malo listo internet i nađem Tošeta šta je on radio kad je bio u osnovnoj školi, da je jako voleo zvuk pucanje i lomljevinu stakla, da je sa loptom skršio na makedonski jel, sva stakla u školi. Ja stavljam 4. staklo i to je bila ponoć, 12:05, ja to neću zaboraviti, ja sam samo ovako seo na stolicu, gledao u peć i rekao Toše, molim te, nemoj ovo da se skrši. I ujutro sam izvadio to staklo čitavo, tako da. Гањич и во иднина најавува можно проширување на витражните стакла на гробот на Тоше со неколку различни елементи. За сител Дарко Штарговски. Од викендов црквата Света Богородица Каменско во Охрид почнува со организација на интерактивни трибини преку кои се академија доближи верата на младите. Трибините ќе бидат од отворен тип, а локалниот свештеник се надева дека ќе привлече млади луѓе не само од земјава, туку и од оние кои како туристи дошле во Охрид. Нашата дописничка Нина Аритоновска е на оваа тема. Во време кога бројните искушени и поруците ги димнат младите од секој агол, верскиот храм Света Богородица Каменско преку интерактивни трибини ќе наоѓа начини како младите да ги доближи до верата и Бога, а воедно и да се слушне нивниот глас, но и гласот на црквата. Ова е нешто ново, не станува збор за веронаука класична или од класичен тип која познаваме. И тука е целта двојна, значи сугуба што велиме со црковнословенски речник.
Целта ни е да ги доближиме и да им објасниме црквата на младите, за да го чујат гласот на црквата, меѓутоа исто така цел ни е и црквата да го чуе гласот на младиот православен свет. Бидејќи во денешно време многу тешко младиот човек се соочува со разноразни искушенија, премрежија, преполно пороци, и веќе доаѓаме до ситуација каде што дури младиот човек веќе не знае кој светски тренд е полезен или е нормално да се прифаќа, да се биде модерен, а кој веќе станува душе погубен, а тоа е страшно за секоја душа, особено за православниот човек, што мора да знае кон што се стреми и како раководи со својот живот. Со оглед на тоа дека Охрид е познат туристички центар исполнет со гости од целиот свет, не се исклучува можноста и туристите кои сакаат да бидат дел од трибините кои се од отворен тип. Се надевам на голем интерес и дај Боже да таа сала каде што почнеме за брзо време ќе биде премала за таквата бројка на луѓе. И се надевам дека интересот покрај ова што го зборуваме во средбите во околината, тој ќе донесе плод кога веќе има еден чекор кој го прави црквата и се надевам, се разбира по Божја волја да интересот е голем и навистина очекувам. Меѓутоа знаеме сите дека не зависи од нас. Како што најави од црквата Каменско од Охрид, интерактивните трибини на најразлични теми на кои добредоден е секој млад човек започнуваат од оваа сабота. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Лоша вест која ни доаѓа од истокот, каде локалните производители на ориз мака мачат со овогодинешната реколта. За оризот нема пласма, на тоа очекувано дополнително ги намали и откупните цени, кои како што велат сега се за 30% пониски од минатогодишните. Проблем плюс е врнежливото време, поради кое тешко оди завршувањето на жетвата. Во Облешево беше нашиот штипски дописник Трајан Ристовски. Нема пласман за овогодинешната реколта на ориз. Арпата од Кочанско стои по амбарите, а откупувачите драстично ги намалија откупните цени. Оризопроизводителите разочарени велат дека наместо да се зголемува, откупната цена е за 1/3 пониска од минатогодишната. Имаме нефер однос од страна на откупувачите на оризовата арпа. Цената оди нагло надоле, че има пат на цената на оризовата арпа, со што постои големо незадоволство кај земјоделците. Не сме да се дозволи таков пат на оризовата арпа, а гледаме дека на пазарот цената на белиот ориз е непроменет. Еве, например, во ланската реколта 2024 година ние имавме откуп на оризовата арпа од 30 денари и над 30 денари, а сега имаме пат на цената, дури се откупува и по 20 денари. Дополнителен проблем е врнежливото време, па не се гледа ниту крајот на жетвата. Во некои јатари ќе се жнее и до нова година, што несомнено ќе се одрази и на квалитетот на реколтата. Дождовите прават проблем, значи не може да се жнее со забрзано темпо, потребно е сушење на оризот и потребно почекаме подобро време, односно сончев период во наредните денови за да го собереме плодот. Се уште се чека да започне и ветениот откуп за стоковите резерви. Доколку не се покачи цената на арпата, оризопроизводителите најавија дека повторно ќе излезат на протест со блокади на патиштата. За Сител, Трајан Ристовски.